Именно сакав да започнам тема, за која што, колку што јас се секам и мислам, никојаш не се зборувало, а која што има врска со познатата поговорка, подобро е да се спречи, отколку да се лечи. Значи, сакаме да зборуваме за превенција на болестите. Не знам дали се зборувало за превенција, освен кога општо ќе се кажало, например, јадете многу лук или кромит. И тоа е заштита од многу болести. Меѓутоа, сакаме да видиме прво и пред се што кажува Библијата на оваа тема. Че да се запознаеме што Библијата зборува на темата превенција од болести. Многу повеќе за ова ќе зборувам следната сабота. Ќе посветам малку повеќе време, затоа што има интересни занимливости од светот на науката, кои што денес искочија на површина и за кои што веќе чувте или прочитавте на интернет. Меѓутоа, сега сакам да дадам еден општо вовед и за таа цел ќе започнеме со Светото Писмо, ќе започнеме од почеток. Кога првпат човекот се нашол во опасност да се разболи, односно, кога болеста првпат станува потенцијална опасност за него, од која што треба да се чува. Ако читаме од почетокот на Светото Писмо во Битие, кога човекот се уште и после гревот, се уште бил долговечен, силен, джин, значи можел да се бори и со диносаурус, да убива диносауруси, како што Давид, Самсон и некои други јунаци се прославиле со тоа што убивале лавови и други диви зверки од нивно време. Во првата, значи, книга од Библијата нема да најдеме опис на болести, што и очекувано. Тогаш кога човечкиот век бил долг, кога човекот се уште бил силен биолошки како суштество, за болести многу не читаме. Дори кога и каде, дори во втора книга Мојсеева. После потопот зборувавме еднаш на таа тема, како рапидно слабе човечкиот организам, се скратува неговиот век. Нешто повеќе за тоа ќе зборуваме исто така следната сабота, или следните саботи. Но во втора книга Мојсеева би сакал да отвориме во 15-та глава, каде што првпат се споменува зборот болест. Значи, втора книга Мојсеева или Излез, 15-та глава, кој стих ќе го прочитаме? Тука ќе го прочитаме 26 стих. Излез или втора книга Мојсеева, 15-та глава, 26 стих. Дали сме таму? Што кажува Господ? Познати зборови, сте ги читали и порано. Господ го зборува преку Мојсеја, најчесто, бидејќи на целиот Израел, непосредно, без посредник, му се обратил само од Синај, само кога ги изговорил 10 заповеди. Но се друго што е објавено и што му е кажано на Израел, кажано му е преку Мојсеја. И му рече, вели 26 стих, што му рече? Ако го послушаш добро гласот на Господ твојот Бог.
ако правиш што е угодно пред очите негови, ако ги слушаш заповедите негови, и ако ги пазиш сите наредби негови, што ќе се случи во тој случај? Нема да ти пратам ни една од болестите што ги пратив над Египет, зашто јас сум Господ твојот исцелител. Много интересно. А во кој контекст биле кажани овие зборови? Да се подсетиме малку на контекстот, бидејќи е интересен. Водата, каде што дошле во Елим, била горчлива, и водите ќе станат горчливи во едно од 7 зла на крајот. Што убави гостинки ни влегува. Ги поздравуваме. Како бил решен проблемот со горчливата вода? Народот почна да вика против Мојсеј, велејќи, што ќе пиеме? Веднаш било ово повод за роптање и незадоволство. Што можел Мојсеј да направи? Извикал Мојсеј кон Господ, единственото чаре кај него. И Господ му покажа дрво. Тој го фрли дрвото во вода и водата стана сладка. И тогаш Господ ги кажува овие зборови. Значи, на некој начин постои превенција. Јас секај имаше, на времето како дете гледав познатата серија за Марко Поло, имаше таму една сцена кога по долго и мачно патување доаѓаат до еден бунар и веднаш се фрлаат да се напијат и некој ги спречува во последен момент да не ја допрат водата, бидејќи била лепрозна, заразена. Тоа е превенција. Се случило некојаш некој да ве спречи да каснете, да пробате или да направите нешто што би било болно за вас? Се случило некојаш вие да спречите на некој друг тоа да му се случи? Да делувате превентивно, со други зборови. Да отвориме во 5 Мојсеева, да почитаме некои други текстови на оваа тема, колку што ќе имаме и време. Второзаконие или 5 книга Мојсеева, 7 глава, 15 стих. Прво таму. Повторени закони или Второзаконие или 5 книга Мојсеева, 7 глава, 15 стих. Што ќе прочитаме тука? Господ ги објавува благословите што ќе го снајдат неговиот народ, се знае под кои услови, и меѓу другото вели, и ќе ја отстрани од тебе Господ секоја немоќ. И никакви лути египетски болести, што ги знаеш, нема да испрати врз тебе, туку ќе ги испрати на сите што те мразат. Сега почнуваме, значи, од овој стих панатаму, сакаме да забележиме едно правило, така да речем. Кој е тоа правило? Значи, едно од благословите, што Господ ги ветува на неговиот народ, ако биде верен на заветот, што го склучил на Синај, е, меѓу другото, нема да испратам врз тебе ниту една од лутите египетски болести. Или оние болести со кои што израелците биле запознаени во Египет. Египтјаните знаеле да заболат од многу страшни болести. Некои од откриените мумии и скелети египетски, денес научниците имаат диагностицирано еден куп болести.
Што значи, тоа е голема потврда на ова што го кажува Библијата. Израелците знаеле што е тоа болест, бидејќи тоа го гледале во Египет. Доста да го кажам податокот дека најпознатиот египетски фараон, чија мумија со се богатството во саркофагот била сочувана до минатиот век, е кој? Египетскиот фараон Тутанкамон, кој што умрел на 18 години. Сакате да бидете богати како него, ама мртви на 18 години? Каков е тој благослов? Ама умрел богат, навистина многу богат. Страшно нешто. Во тоа време Египет бил што? Број 1. Сила во светот. Воена, културна, цивилизацијска, научна, како сакате речете. Број 1 центар во светот. По тоа прашање. И кај него биле сите болести. Денеска кој е број 1 таква сила во светот? И од каде доаѓаат сите тие болести? Која нација е полна, најполна, со сите денешни лути болести? Ако така се изразиме како Мојсей. Зошто е тоа така? Зошто луѓето тогаш кога се на врвот, кога се во благосостојба, тогаш се и најмногу болни? Тоа е интересно прашање за размислување. Да се префрлиме веднаш во истата книга, значи Повторени закони, само при крајот 28 глава. Повторени закони, 28 глава, 60 стих. Долго стихови има оваа глава. Значи, пета книга Мојсеева, Повторени закони, 28 глава, 60 стих. Овој пат Господ ги кажува проклетствата, што ќе го снајдат неговиот народ, ако не биде верен на заветот, што го склучил со него на Синај. И меѓу другото вели, 60 стих, и ќе ги навлече врз тебе сите лоши болести египетски, од кои се плашеше, и тие ќе се залепат за тебе. Видите, интересен израз. Болеста ќе се залепи за тебе. И секаква болест, да го прочитаме 61-иот, и секаква проказа во книгата на овој закон, проклетство, значи, ќе испрати Господ врз тебе, додека не те истреби и ќе останете на број малкумина, а не како кога бевте многобројни, колку и звездите небесни, бидејќи не го слушавте гласот на Господа вашиот Бог. Кој е првиот услов за превенција од болести, што го читаме во сите овие текстови? Послушност кон Господа. И сега, бидејќи за библиската полука утрово ги споменавте змиите, кога змиите почнале да ги касаат израелците и да умираат овие во пустината? Сега, што значи тоа? Кога не биле послушни, да. Зошто пред тоа, да речеме кога биле послушни, колку год тоа, не било некоја совршена послушност. Зошто пред тоа немало змии или не се гледале змии во пустината и не ги каснувале израелците за да умираат? Само заради Господовата заштита. Значи, змиите биле цело време таму. Обично, како што гледаме денес и на разни такви документарни емисии, се кријат под песок. Во пустината змиите се кријат под песок. Единствен начин да ве касне змија во пустина е случајно да сгазнете врз неја, бидејќи таа се крие под песок. Змијата не сака да ве касне. Видите, животите се толку добри, што тие не сакаат да ви направат зло.
освен кога се гладни, ако животното е грабливец, со доволно големина, за да може да вие да бидете негов оброк. А бидејќи за змијата, освен за анакондите, за змијата не може, за отровниците не може да бидете нејзин оброк, таа воопшто не сака да има работа со вас. Не сака да го троши нејзиниот отров на вас. Видите колку змијата е добра, а колку луѓето се лоши. Повеле се дете. Значи, така, да роптаат, им се огади душата, така. Змијата. Иако поентата ми е дека змиите беа цело време тука, но како што рече ти, Господ ги водел и сега никој не сгазнал врз змија. А кога станале неблагодарни, тогаш се случило оно што природно би се случило ако не беше Божијата заштита. Значи, болестите, вирусите, бактериите, што сакате речете, тие се секаде тука околу нас. Зошто некој заболува од нив, а некој не заболува, тоа е интересно прашање за размислување. Иако ние денес не сме под овој завет, за кој што Господ ги дал овие ветување, дури тој завет беше толку славен, што ако било кој израелец од Синај натаму не направил ниту еден греф, тој никогаш немаше ни да умре. Тоа го потврдува и апостол Павле во Галатјаните 3 глава. Дури и Мојсей, затоа што направил еден греф при крајот, умрел. Се разбира, умреле сите израелци, затоа што сите тие направиле греф. Исус Навин и Халев успеале да влезат од првата генерација во ветрената земја, меѓутоа тие умреле таму. Иако ние не сме под овој завет, како што реков, сепак, ако бидеме послушни на Господа во се што знаеме од Неговата реч, во голема мера овие благослови ќе бидат наши и денес, иако не е гаранција дека нема да не стрефи некоја болест, затоа што живееме на крајот од светот, живееме во време кога Господ мнозина сака и да ги повлече од своите верни души, да не живеат во времето на неволите. Или да не дојде на нив искушение, кое што може да биде преголем залог, премногу тешко искушение, па да се откажат од верата и да го загубат вечниот живот. Затоа, велам, Господ може да дозволи и да не снајде некоја болест во ово последно време, дури и смртоносна, но, ако бидеме послушни и денес на Неговите зборови, во голема мера ќе бидеме избавени од нив. Јас би сакал да завршам само со уште неколку библиски стихови од Стариот Завет, кои што само ќе ги прочитаме. Да отвориме во втората книга Дневникот, втора книга на Дневникот, или Летописи, зависи како се вика во разни преводи. 21 глава, втора книга Дневникот или Летописи, 21 глава, ќе ги прочитаме 15-тиот, 18-тиот и 19-тиот стих. После смртта на царот Јосафат, во јудејската земја се случува за жал отпад и во врска со царот Јорам, неговиот наследник на престолот,
кој што, за жал, не одеше праведно, туку одеше по патот, вели 6 стих, на израелските цареви, кој што, како што постапуваше домот Ахавов, значи по зло. Човек кој што начело на Божиот народ, самиот тој го нарушувал заветот, го престапувал Божиот закон и така го учел народот. Меѓу другото, вели, му дојде писмо од пророкот Илија во 12 стих, каде што Господ сега му кажува една пресуда за тоа што ќе го снајде, за злите патишта кои што одбра да оди по нив, и меѓу другото вели 15 стих, нема да ги читаме сите тие проклества, а пак тебе со лута болест, со болест на цревата ќе те казни, така што цревата ќе ти излегуваат од утробата од ден на ден. Замислите, истиот Господ, кој што во Библијата читаме како лечи, дури и неизлечиви болести, истиот Господ праќал болести, како што ветил во Мојсеевиот закон. Ако неговиот народ не го почитува неговиот закон и неговата волја. Позната ви оваа болест, нели, со цревата? 18 стих. После тоа Господ го удри со неизлечива цревна болест. 19 стих. Така одеше од ден на ден, а кон крајот на втората година му излегла цревата од болеста негова и тој умре во страшни маки. И народот не запали за него благопријатни мириси, како што правеше за предците негови. Некои цареви умреа навистина со тешка и неизлечива болест. И оној северниот израелски цар во времето на Илија, кој што барал лек кај Велзевул, гадот акаронски, наместо кај израелскиот бог, Илија што му рекол? Ќе умреш. Тоа било страшна пресуда. Во истата книга, втора летописи, 24 глава, имаме еден стих, 25-тиот. Ова се само практични примери како сега оно што Господ го ветил во Мојсеевиот закон, што го читавме, практично се исполнува во некои конкретни случаи. 24 глава, 25 стих. Овде станува збор за случајот, реформите на Јодај во Израел. Вели, кога се отидоа од него, се мисли негови сириската војска која што беше дошла во мал број, па Господ ги предаде во нивните раце мощна многубројна сила, затоа што го беа оставиле Господ Бог на нивните предци. Тие му се одмаздија и на Јоас, царот, и кога се отидоа од него, откако го оставија во тешка болест, слугите негови направија заговор против него заради крвта на синот на свештеникот Јодај, го убија во леглото негово и тој умре. Значи, пред да биде убиен овој исто така лош цар, Библијата кажува дека бил, веќе се наоѓал во тешка болест. Постојат други примери во Стариот Завет за вака болни цареви. Дори релативно добриот цар Аса, се сеќаваме на крајот заболел, се вели, и во болеста своја, некоја болест се споменува на нозете, не стапалата. Каква е таа болест? Не знам. И во болеста своја не го бараше Господа, туку бараше што? Лекари, вели. И во болеста своја не го бараше Господа, туку лекари. Знаеме како поминал Јов, да не го читаме и неговиот случај, иако Јов бил праведен,
Зошто го снашле во тоа време сите болести и проклества што го снашле? Библијата ни ја кажува позадината, затоа што Господ ја повлекол својата заштита. Ѓаволот тоа го барал дозвола да му пристапи на него и да го порази со сите тие болести. Што можеме да заклучиме од сите овие примери? Ако сме денес живи и здрави, кому му го должиме сето тоа пред се? Само на него, затоа што болестите, змиите, вирусите, бактериите, што сакате речете, или сега овие влакна што ги пуштаат од небото, фашистите на НАТО и Европската Унија, сите тие се насекаде околу нас. Значи, ако сме ние тука здрави, што год да значи тоа здрави во денешно време, иако сме сите кој од кој болни, во еден или во друг смисол, но што и да значи тоа здрави денес? Ако сме здрави, тоа е чудо, тоа е чудото што сме здрави. Тоа е доказ дека постои Господ, кој што не дозволува да бидеме поболни од оно што сме. Бидејќи совршено здрав, денес скоро и да не постои. И ке завршам само со уште еден стих. Овој стих не е баш во темава, меѓутоа малку ми е интересен за да видите самиот проповедник што се нарекува болест. Проповедник 6 глава, книгата за проповедникот, значи 6 глава, 2 стих. Видите што се кажува. Бог му дава на човекот богатство, имот и слава. И за душата негова нема скудности во ништо што и да посака. Но Бог не му дава нему да се ползува од тоа, туку се ползува од тоа некој друг човек. Тоа е суета и тешко зло, вели овој превод, а други преводи велат тешка болест. Јас на времето слушав дека Рокфелер, не знам кој од нив, се разбира бил многу богат, меѓутоа имал таква болест што не можел да јаде. Бил многу богат, меѓутоа не можел, бил болен многу, толку болен што не можел ништо да јаде. И што фајде од сето тоа богатство? Тоа е навистина проклество, суета и тешко зло. Затоа народот, барем во тоа бил паметен, кога рекол дека здравието е најголемото богатство. А зборот богатство што значи? Нешто што доаѓа од Бог. Нека му е фала и слава. Амин.